Кратки најави за денешниот дневник. Лажни дојави за бомби во 5 објекти во Охрид. Во Охрид ќе се увезува работна сила од азиските земји. Сдруженијето Харвест Кооператив од Охрид и Факултетот за земјоделски науки и храна при УКИМ потпишаа меморандум за соработка. Започнува јавниот увид во избирачкиот список. Навални ќе биде погребан во петок на 1 март. Ги погледнавме кратките најави, подетално за нив и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и максимални 13 степени Целзиусови. Во четврток над Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи од дожд и посвежо време се очекуваат и во западна и северозападна Европа. На југот скандинавскиот полуостров се услови за слаб снег. Во останатите предели од Европа стабилно време со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и топло. Локално во централните и источните предели умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 15 до 23 степени. Во Македонија во четврток ќе преовладува умерено облачно, ветровито и топло време. Во доцните попладневни и во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во југозападните, јужните и југоисточните предели и локално да наврнат и до 10 литри. Во текот на ноќта четврток кон петок врнежите од дожд ќе продолжат. Ќе дува до умерен југоисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Утринските температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 4 до 11 степени, а максималните дневни ќе достигнат до 9, односно до 19 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и топло. Ќе дува до умерен југоисточен ветер. Минималната температура од 8 степени додека пак дневната до 13. Во Охрид во петок ќе преовладува облачно време со слаби врнежи од дожд. Минималната температура од 8 степени додека пак дневната ќе достигне до 11 степени. Во сабота умерено облачно време со сончеви периоди и максимални 14 степени. Во недела по свежото утро и температура од 3 степени, во текот на денот ќе имаме сончево и топло време со максимални 15 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид ќе увезува работници од азиските земји. Како наближува туристичката сезона, така се продлабочува проблемот со недостиг на кадар во хотелско-гостителскиот сектор во Охрид. Стотици отворени огласи се бараат келнери, шанкери, готвачи, помошници во кујна, собарки. Домашниот кадар масовно заминува во Хрватска, а недостигот ќе се пополнува со увоз на работна сила од Непал, Филипини и Индија. Во Охрид ќе се увезува работна сила од Непал, Индија и Филипини. Соочени со недостиг на кадар во хотелско-гостителскиот сектор, оваа летна сезона се очекува стотици работници од азиските земји да го заменат домашниот квалификуван кадар кој последниве години масовно заминува во Хрватска или Германија. Според експертите, проблемот е во тоа што години наназад не се водело грижа за вработените во овој сектор. Поголемиот дел биле само сезонски ангажирани со ниски месечни примања. Еден дел замина во Германија, буквално иселенички, каде што со работна виза со бугарски пасош, меѓутоа другиот дел ги зеде Хрватска. Јас бев буквално сведок ланската година каде што многу менаџери директно ме контактираа и одеа од објект во објект, угостителски објект, гледаа кои се добри келнери и шанкери и од лице место му понудуваа плата стартна од 1200 до 1400 евра. На еден увезен работник му се нуди плата од 500 евра, но се обезбедува и сместување, храна, осигурување и агенциските трошоци за неговото доаѓање во земјава кои чинат околу 600 евра по лице. Според експертите, увозот нема да го реши проблемот. Менаџерите мора да понудат подобри плати и услови на домашните работници. Имате личност која што не ви го познава поднебието, јазикот не ви го познава, нема да го ставите во прва линија, не го знаете каква култура поседуваат, затоа што велат дека од Непал се добри луѓето и меѓутоа сепак се работи за друга култура на луѓе. Индиците беа договорени за 500 евра. Меѓутоа тие понатака откажаа затоа што се работи за многу мала плата и не прифатија. Што значи дека нема никој да работи веќе за 500 евра. Ако вие одите 600-700 евра со храна обезбедена и со спиење, тогаш зашто не ги задржувате вашите... Хотелиерите велат имаат отворени огласи за вработување, но никој не се јавува. Принудени се недостигот да го пополнуваат со увоз. Воедно бараат државата да ја зголеми квотата и да се поедностават процедурите. 5 лажни дојави за поставени експлозивни средства во Охрид. Околу 10 часот било пријавено дека се поставени бомби во 2 деловни објекти, едно училиште, еден хотел и една такси компанија. СВР Охрид и припадници на единицата за антитероризам при МВР ги презедоа сите неопходни мерки, извршени се детални проверки на терен и преземени се други неопходни активности, информира портпаролот на СВР Стефан Димовски. При тоа констатирано е дека се работи за лажни пријави. Наставата во основното училиште Братство и единство е прекината. 5 лажни дојави за бомби во Охрид.
Препладнево дојава за поставени експлозивни средства, пратена преку имейл до Центарот за управување со кризи, имаше за 3 деловни објекти, еден хотел и основното училиште Братство. СВР Охрид и припадници на единицата за антитероризам при МВР ги презедоа сите неопходни мерки, извршени беа детални проверки на терен и преземени сите неопходни активности. При тоа констатирано е дека се работи за лажни пријави. Наставата во училиштето денес е прекината, а децата биле евакуирани. Немаше мејл, дојава преку мејл. Полициски службеници дојдоа, рекоа евакуирајте, евакуиравме. Децата по протокол беа евакуирани во училишниот двор. Имаше зелено светло дека станува збор за лажна пријава. Се чекаше единицата од антитероризам за детална проверка на објектот, значи како по протокол. Исто така безме посетивно 4 инспектори од единицата за антитероризам кои што направија детална проверка. Втората смена, која што започнува во 1:30 часот, бидејќи се уште траеше безбедносна проверка, деталнава проверка, на некој начин децата кои што доаѓаа во меѓувреме на школа беа враќани бидејќи се вршише проверката. Сите деловни објекти за кои имаше дојава дека имаат бомба се наоѓаат на улицата 15-ти корпус, а лажни дојави за експлозивни направи стигнале на адреса и на еден од најексклузивните хотели на крајбрежјето. Вработените од индустријската зона каде се наоѓаат деловните објекти утрово биле евакуирани, но за кратко време продолжил работниот процес. Портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски вели во координација со јавен обвинител продолжуваат активности за целосно расчистување на настанот, пошто ќе бидат поднесени соодветни пријави. Лажни дојави за бомби беа секојдневие во еден период во 2022 година. Никогаш помалку и побавно не се градело и никогаш не се градело вака неквалитетно и неплански. Обвинуваат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Охрид за изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Главните виновници за агонијата со неградењето на автопатот Кичево-Охрид не само што предизвикаа удар врз туризмот и економијата, туку и создадоа смеја и подбив, обвинуваат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Охрид. Никогаш помалку и побавно не се градело и никогаш не се градело вака неквалитетно и неплански, кажа денеска на пресконференција портпаролот на Општинскиот комитет Перчо Божиновски. Главна одлика им е нефункционалноста и се експерти за анекси на договори за зголемување на цената од 374 милиони до над 600 милиони евра и за пролонгирање. Самите си ги задаваа роковите, самите тие ги пробиваа. Потрошија 2 мандата и не можеа да го довршат. Не реализираа ниту 20% дополнителна градба, а за жал продолжуваат да се губат човечки животи. Божиновски праша што ветила, што реализирала централната власт како проект за бенефит на охриѓани и дали власта ги казнува охриѓани за поразот на локалните избори и за, како што рече, тоталното фијаско кое им следува. Потенцира дека по изборната победа ВМРО ДПМН ќе ја прекине агонијата на автопатот и се обврзува дека до крајот на 2026 година ќе биде пуштен во употреба. Потпишан меморандум за соработка помеѓу Сдруженијето Харвест Кооператив од Охрид и Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Мисија на Сдруженијето, чиј председател е производителот на органска храна Сезер Акин од Охрид, е поддршка на земјоделството, добри практики за зачувување на стари автохтони семиња, производство на безбедна храна и промовирање на традиционалната кујна. Во деканатот на Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитетот Кирил и Методи вчера основачот и председател на Сдруженијето Харвест Кооператив од Охрид Акин Сезер и деканот на факултетот професор доктор Вјекослав Танасковиќ потпишаа меморандум за соработка.
Подпредседателите на основачкиот одбор на Сдруженијето Јасмина Луканова и Васил Петрушевски, како и членот на надзорниот одбор Димитар Самарџиев, имаа можност да го информираат професор доктор Танасковиќ за визијата, досегашната работа и планираните активности на Сдруженијето. Harvest Кооператив работи на поддршка на земјоделството, воведување добри практики за зачувување на стари автохтони семиња, производство на безбедна храна и промовирање на традиционалната кујна. Беше одлучено да се обезбедат услови за спроведување на заеднички проекти во насока на унапредување на земјоделските практики, како и взаемна поддршка во форма на обуки, спроведување истражувања и обезбедување техничка помош. Деканот на Факултетот за земјоделски науки и храна изјави дека ќе ги овозможи сите потребни услови за одржување на Агро Самит 2024, настан кој што ќе се одржи на 9 март оваа година во Скопје во организација на Сдруженијето Harvest Кооператива под покровителство на факултетот. На него учество со своји предавања ќе имаат неколку експерти од областа на земјоделските науки, како професор доктор Фросина Бабановска-Миленковска, професор доктор Хазир Положани, професор доктор Мирјана Јанкуловска, контролор инспектор Горан Трајковски и магистар Ласта Миленковски. Учесниците на самитот, меѓу другото, ќе бидат информирани за програмите за поддршка на земјоделството, добри практики за зачувување на стари автохтони семења, како до безбедна храна, принципи на органско производство и процеси на сертификација на истото и така натаму. Настанот ќе се одржи во колоритна атмосфера, збогатен со фестивал за размена на семиња, каде посетителите ќе имаат можност да пробаат и дел од производите од членови на Сдруженијето, кои што имаат долгогодишно искуство и веќе докажан квалитет. Денеска започна јавниот увид во избирачкиот список за престојните претседателски и парламентарни избори. Граѓаните до 18 март на полнок имаат рок да ги проверат податоците и доколку има промени да поднесат барање за запишување, дополнување или бришење на податоци во избирачкиот список. Проверката на податоците во избирачкиот список за предстојните избори за претседател на 24 април и за пратеници во собранието на 8 мај започнува денеска и ќе трае до 18 март до полноќ. Сите заинтересирани граѓани кои сакаат да извршат увид во своите податоци во избирачкиот список, тоа можат да го направат по електронски пат на официјалната веб страна на Државната изборна комисија sec.mk или на адресата избирачкисписок.gov.mk, како и лично во подрачните оделенија и канцеларии на комисијата. Барањето за запишување, дополнување или бришење на податоци во избирачкиот список се поднесува писмено во подрачно оделение или канцеларија на ДИК на подрачјето на живење или по електронска пошта на адресата upisis@sec.mk. Подрачните оделенија и канцелариите на ДИК за време на траењето на јавниот увид ќе работат секој ден во периодот од 8 до 20 часот, вклучително во деновите сабота и недела, како и за време на празници, а на 18 март до 24 часот. Адресите на подрачните оделенија и канцеларии се наведени на веб страната на Државната изборна комисија и скоро сите се сместени во седиштата на локалните самоуправи во општините. Графата националност се брише од изводите од матичните книги, одлучи денеска Уставниот суд. Уставниот суд денеска го укина упатството за водење на матичните книги кој предвидуваше при вадење документи од матични книги граѓаните да се изјаснат на која националности припаѓаат. Со укинувањето на ова упатство во документите од матичните книги нема да пишува на која националности припаѓа граѓанинот. Предходно кон крајот на минатата година Уставниот суд со времена мерка го укина издавањето изводи со графа националност, а со денешната одлука целосно ја укинува. Во образложението на судот се наведува дека изјаснување за национална припадност не е должност, туку можност, со што граѓаните се лишени од правото и да не се изјаснат за својата национална припадност, што за судот е сомнеж дека е спротивно на Уставот за слободно изразување. Впишувањето националност го воведе министерот за правда Кренар Лога, кој во мај минатата година објави упатство за матичните служби врз основа на закон од 1995 година. Во пресрет на Светскиот ден на ретки болести, денес од печат излегува поштенска марка деца со ретки болести фенилкетонурија и како таква е прва во светот. На иницијатива на претседателката на Сдруженијето за ретки болести Ретко е да си редок од Охрид Гордана Лолеска, во соработка со Сдруженијето за ретката болест фенилкетонурија, Херојот Штип,
Филателијата на Македонска пошта и филателистите низ светот од денес се побогати за уште една ретка поштенска марка. Од печат излегува поштенска марка деца со ретки болести, фенилкетонурија и како таква е прва во светот. Поштенската марка е со номинална вредност од 36 денари и со прво печатење од 6000 примероци. Таа ќе биде промовирана на Светскиот ден на ова ретко заболување 28 јуни. Изминативе години Македонска пошта активно се вклучува во кампањите за подигање на јавната свест за ретките болести со издавањето на 5 поштенски марки посветени на различни ретки болести. Да погледнеме кои вести ги пренесоа странските новински агенции. Светот денеска. Повторно проработи најпознатиот вулкан на светот, Попокатепетл во централно Мексико, на околу 70 километри од главниот град Мексико Сити, пренесува Associated Press. Поради вулканската активност, владата објавила жолт аларм. Локалните власти издале предупредување поради континуираната емисија на пепел и водена пареа од кратерот и им препорачале на жителите на Мексико Сити да останат дома, да носат маски и да избегнуваат директен контакт со вулканска пепел. Националниот Центар за превенција од катастрофи известил дека селото најблиску до вулканот е евакуирано. Од меѓународниот аеродром во Мексико Сити соопштиле дека авиокомпаниите откажале 22 домашни и меѓународни летови за да извршат безбедносни проверки откако авионите биле прекриени со пепел од вулканот додека летале кон мексиканската престолнина. Погребот на Алексеј Навални ќе се одржи на 1 март во Москва, соопштила неговата портпаролка. Таа на социјалните мрежи ги повикала граѓаните да се соберат пред црквата на иконата на Богородица во московскиот кварт Марјино, каде што ќе се одржи погребната служба. Во посмртницата на Навални пишувало дека починал од природна смрт, но неговите приврзаници го обвинуваат председателот Владимир Путин за негово убиство, бидејќи наводно не можел ниту да помисли дека Навални ќе биде ослободен во евентуална размена на затвореници. Кремљ негираше било каква вмешаност на државата, тврдејќи дека тие не знаеле за каков и да е договор за ослободување на Навални. Серија шумски пожари утринава го зафатиле северниот дел на Тексас, предизвикувајќи евакуација на илјадници жители, прекина електричната енергија за илјадници домови и принудно затварање на капацитетот за производство на нуклеарно оружје Пантекс, бидејќи силните ветрови и невообичаено високите температури го поттикнале ширењето на пламените јазици. Републиканскиот гувернер Грег Абот прогласил катастрофална состојба во 60 окрузи, бидејќи изгореле над 1000 квадратни километри. Властите не ја објавија причината за шумските пожари кои ги зафатија ретко населените области во Тексас. Се уште не е познат бројот на оштетени или уништени објекти, соопштиле локалните власти за вонредни состојби. Торба со лаптоп и 2 USB-а со полициските планови за обезбедување на летните олимписки игри во Париз била украдена од воз на париската железничка станица Гар ду Норд. Торбата му припаѓала на инженерот кој бил вработен во Париското градско собрание, информира француската телевизија БМФ-ТВ од полициски извори. Исчезнувањето на вредната торба инженерот го открил откако поради доцнење сакал да се префрли во друг воз. Надлежна за истрагата е регионалната безбедност во сообраќајот, а во истрагата се користат и снимки од безбедносните камери на железничката станица. Париското собрание засега е без коментар за случајот. Инаку градските власти за обезбедување на олимписките игри кои ќе се одржат од 26 јули до 11 август ќе мобилизираат околу 2000 специјални агенти заедно со 35.000 припадници на безбедносните сили кои секој ден додека траат олимписките игри ќе бидат на должност. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.